Авионот на Air France лето 447 се урна во Атлантскиот океан во 2009. Треба 2 години да се пронајде црните кутии. Авионот на Malaysia Airlines лето 370 исчезна над Индискиот океан. 10 месеци подоцна не е пронајдено ништо. Потрагата по авионот на Air Asia што се урна на 28 декември продолжува. Токму затоа, Меѓународната цивилна воздухопловна организација предлага воспоставување на стандарди за глобално следење. Организацијата разгледува неколку опции. Едно од нив – технологија што не може да биде деактивирана од лице во авионот. Нешто што експертите веруваат дека се случило на летот на Malaysia Airlines. Друг предлог е авионот да ја сигнализира локацијата преку сателит секој 15 минути, а не секој час. Дури има и понуда за бесплатна трансмисија на сигналот. Сад веќе работат за извлекување од оптек на црните кутии што имаат батерии за само 30 дена. Новите направи ќе имаат трансмисери што ќе работат 90 дена. Комплетно ќе бидат во употреба до 2020. Администраторот на Федералната агенција за воздухопловство Майкл Хуерта вели дека секоја промена мора да има конзистентни стандарди. Ова е глобална индустрија и онаа што функционира во САД треба да функционира и во другите делови на светот. Новите стандарди за следење и подолгорочни батерии немаше да спасат животи во ниту една од споменатите катастрофи, но би понудиле побрзи одговори. Некои се залагаат акцентот да се стави на превенцијата, но тоа засега не е на маса. Предлогот за пријавување на локацијата секој 15 минути ќе биде официјално поднесен во февруари на средбата на Меѓународната цивилна воздухопловна организација. Ова е најлесно да се спроведе ако биде усвоено, зашто не бара пари.